Добро вечер. Денеска во Сменети улоги, на мојата омилена тема, на поле на кое што 23 години најфокусирано работев продажба, затоа ја превземам палката на водител јас, а одговорите ќе ги добиеме од Александар Кочовски, долгогодишен ментор и консултант. Александар, добро вечер. Добро вечер, Александра. И баш ме интересира какви прашања ќе добијам денеска. Темата вечерва ни е продажба и раст, кои што идат едно до друго заедно, а бидејќи мене ми ова, да кажам, поле на кое што 23 години сум работела, имам доста искуство и знаење, ми е многу интересно од тебе да слушнам како собствениците на бизниси работат на ова поле и што е најважно за нив, какви прашања со какви проблеми се соочуваат и какво е твоето искуство од аспект на ментор, со што се во твоето долгогодишно искуство си имаш сретнато како прашање и предизвици на оваа тема. После многу долги години на менторирање и консалтинг, би сакала да те прашам, која е најголемата заблуда која што ја имаат собствениците поврзана со растот на продажбата? Ако добро те разбрав, предизвикот на самите собственици? Да. Супер. Од искуство кога би можел да издвојам една главна работа, тоа е дека мислам дека немаат јасна визија, односно имаат замаглена. Не би рекол дека дефинитивно немаат, значи секој човек што е жив и здрав и денеска станал од спиење, сигурно дека има некаков си сон, некому таа визија му доаѓа од нервоза или од лоши искуства, значи проблем со клиенти, со наплата, со вработени, конкуренција, нефер игра. Значи може визијата да ја добиеме на негација, она што не сме задоволни, и тоа е визија, еве уште еднаш, или следен пат кога ќе сето тоа размислување всушност оди кон визија, а имаме и такви собственици кои што ја дефинираат на позитива. Сакаме да го пораснеме бизнисот во смисла на да бидеме на повеќе територии, да имаме поголем тим, поголема продажба, добивка или што и да е. Значи, нема човек кој што нема визија, без разлика на кој начин ја добил, но она што најчесто го гледаме што всушност имаат замаглена визија или генерална слика, но немаат сигурна, јасна насока во која се движат, каде ги носат и ресурсите, на што ќе се фокусираат, кои се приоритетите. Значи им недостасува патека на движење, мапа со детали и со јасност. Мислам дека е број еден тоа. Што побрзо ја дефинираат визијата, што побрзо им е јасно, што побрзо ја разглобат таа визија, кога веќе знаат што е мојот прв логичен чекор, мислам дека тука веќе немаме проблеми затоа што се навикнати да работат на кратки рокови, на побрзо да функционираат и мислам дека многу појасно напредуваат кога сето тоа им е јасно. Колку и да звучи зборот визија да е веќе изгустиран на некој начин или толку време споменуван како термин, сепак мислам дека на луѓето им недостасува јасност. Така, кога зборуваме веќе за визија, дали можеш малку така да ни појасниш во делот на како е, на кој начин работиш, како ја гледаш таа визија, дали таа визија е годишна, тригодишна, за каква визија точно станува збор? Да. Прашањето е супер, ама не постои еден унифициран одговор, затоа што имаме повеќе типови на личности. Како и сама знаеш дека има луѓе кои што се амбициозни, сакаат што побрзо резултати, поголеми резултати. Имаме и луѓе кои што одат кон стабилност. Јас сум имал клиенти кои што ќе ми кажат, на пример, супер, сакаме да ја развиеме продажбата, односно да ја напредиме за 5%. Кои што сакаат да играат стабилно и предвидливо. Сега, некои такви изјави доаѓаат од личност кој што е интровертен, односно аналитичар, пар сака предпазливо се да биде, и имаат обично стравови што ако пораснеме брзо, да не ја нарушиме контролата, квалитетот на испорака, односно да не го изгубиме образот и ги изгубиме клиентите, и тоа е во ред, апсолутно. Но имаме и од друга страна луѓе кои што едноставно не се задоволни од тоа што го имаат, сакаат многу побрзо, многу поголемо,
поголеми пазари како што сакав, поголема компанија, поголем промет, затоа што едноставно со големината се чувствуваат поживи, односно тоа нешто ги весели. Сега што најчесто правиме? Кога работев во минатото консалтинг, и јас на почетокот, јас имав желба за повеќе, побрзо, поголемо, но сватив всушност дека си отварам проблем тамо кај што не постои, односно едно е што мене ме интересира, а друго е што самиот човек како собственик го интересира. Она што го подоцна, практикував, а и денеска на самиот мастермајнд програм го правиме, е всушност секој да си диктира темпо кое што не му одговара, и токму затоа правиме кратки анализи да видиме за која личност се работи, какви се неговите афинитети, внимавајќи сепак да ги охрабриме, затоа што колку подолго и размислуваме, време, период, ни се отвараат појасно патеката и многу праволинijски, многу побрзо ја остваруваме целта, а од друга страна сепак да биде дозирано според нивото, според желбата на самиот собственик, односно повторно доаѓаме до самите карактерни особини на човекот. Оние кои што сакаат поголем, легитимно, оние кои што се задоволуваат со 5, 10, 20%, збориме конкретно за продажба, супер, и тоа не е ништо, да кажеме, погрешно. Приказната на крајот на денот е секој си расте, нели, со своје темпо, поентата е дали одиме на вистинска насока или се вртиме во круг. Или, она што би си доодговорил од претходното прашање, луѓето се вртат во круг кога немаат јасен одговор на ова прашање. Значи, според тебе клучно е да за да остварат раст или да остварат стабилност, да имаат визија. Апсолутно. Се согласувам апсолутно со тоа. Визијата практично, според она што го кажа, ќе му возможи да си ја дефинираат и стратегијата. Така. Кога станува збор за продажбата, кои се најчестите прашања кои што доаѓаат до тебе од компаниите кои што ги менторираш, а се насочени во делот да ја зголемат продажбата? Што е она што најчесто го гледаш како прашање од страна на компаниите кои што ги менторираш? Да. Одлично прашање, и дури не познавам ниту еден човек кој што досега не го поставил тоа прашање. Само имаме два типа на личности, повторно се навраќаме на истото, а тоа е едните јасно и гласно ќе го постават, а другите потајно сакаат да го постават тоа прашање, нормално дека ги интересира, ама нема да го постават обично. Сега, кои се најчестите прашања? Обично викаат, супер, како да ја развиеме продажбата, како да добиеме повеќе клиенти, како да го подигнеме прометот, и ова ми е всушност филтерот за да видам со кој човек имам работа, односно на кое ниво се наоѓа личноста, колку е едуциран за продажба и колку добро го владее бизнисот, а од друга страна да го видам неговиот мајндсет, дали всушност има јасна стратегија, знае што сака да направи, внимава на детали или сето тоа е замаглено. Или кога би резимирал, најчесто луѓето кои што поставуваат генерички прашања, нели, како да ја развиеме продажбата, всушност по самото прашање се гледа дека овој човек нема детална анализа, немаат анализа на производи, на услуги, не знаат колку имаат клиенти, колку тие удел имаат клиентите во самиот, да кажеме, самиот бизнис, односно во целокупната продажба. Истото ми кажува дека немаат анализа направено, без разлика да спомнуваме кои модели, небитно, колку клиентите се задржуваат, колку им е просечна маржа, колку ги чини добивањето на еден клиент. Значи, сето ова што го кажав, всушност, кога некој ќе ми постави генеричко прашање, како да ја подигнеме продажбата, само сваќам всушност дека се е во ред со човекот, само едноставно ги пропушта најбитните работи, а тоа е детали, фокус, јасност, конкретност. И ако нешто би издвојал втора работа, тоа е премногу самата продажба ја прифаќаат за себе, односно 9 од 10 фирми, најчесто кога ќе ги прашам дали на тренинг, семинар или на програмот, кој од вас има продажен тим, најчесто ќе крене рака еден или двајца, останатите самите собственици се бават и ја носат целата продажба. И кога би издвојал индустрии, еве конкретно IT сектор 100%,
маркетинг 100%, производствен бизнис 100%, занаетчиство 100%. Значи, колку бизнисот е поспецифичен и собственикот учествувал во развој во целокупниот бизнис, односно самиот носи одлуки за се, самиот генерира приход, самиот одлучува за маркетинг стратегија, продажна стратегија, оператива, самиот контактира со клиенти и останато, а не се занимаваат сектор маркетинг, сектор продажба, обично овој тип на луѓе ми го поставуваат прашањето, супер, како да ја зголемиме продажбата. Што повторно ќе кажам, не е ништо лошо, само од прашањата знам кој човек отприлика на кое ниво е. Логично од ова ми доаѓа некако да ти поставам уште едно прашање кое што е поврзано. Дали тоа значи дека, односно ајде, не дали тоа значи, односно што е поважно во продажбата? Самиот производ или продажниот процес? Ова ми е кој би можел, кој би ме прашал, ај запиши ми прашање да ти поставим, ова веројатно би било ова број 1 прашање. Може би ќе разочарам некого, ама сакам да реално да им дадеме вредност на луѓето што го слушаат ова. Секогаш верувам дека не постои еден одговор за секој еден предприемач, затоа што секој предприемач е на едно ниво со знаење, вештини и компетенции, а самата фирма, нели, како е структурирана и што функционира и на кое ниво е самата компанија. Секогаш велам, број 1, додека некоја компанија не направи првото основно целно правило гласи, се додека првата компанијата не остварила 1 милион евра промет, значи нема потреба од никакво филозофирање, туку цела фокус оди на продажба. Најчесто овде често прават грешки, каде што одат пред време прават, како да кажам, концепти или модификации во водењето на бизнис, измислувајќи топла вода, и всушност или нивниот фокус оди на оперативен дел, или оди фокусот на продажба. Но кога ќе измиксаат и едно и друго, обично се вртат во круг. Значи, она што би ти одговорил главно е на оние собственици на бизнис кои што го имаат ова прашање како да ја зголемиме продажбата, прво број 1 би им, а не се на 1 милион евра промет, би им советувал уште веднаш подхитно тргни се од продажба директна, затоа што знам дека 99% од бизнисите првиот човек ја носи 80-90% продажбата, но што е проблем? Овој човек ако се разболе, нема кој да донесе продажба. Ако си оди на одмор, нема кој да донесе продажба. Ако се фокусира на постпродажба, повторно нема кој да носи продажба. Значи, број 1, да вработи луѓе, менеджмент, продавачи, секој со своја можност и да се почне директно фокусирано на развивање продажна стратегија и сето она што следува понатаму. Значи, сепак доаѓаме до, ако можам да заклучам, до некаков заклучок дека секако јасно ни е на сите дека производот и така е важен и е битен, меѓутоа ако треба да ставиме фокус што е она што прави разлика, дали е добар производ или е добар продажен процес или добра продажна стратегија, значи некако би отишло повеќе дека е до продажната стратегија. Да, извини што ќе се надоврзам, па и со тоа и ќе го докомплетираме прашањето. Најчесто собствениците на бизнис всушност се заљубени во самиот производ кој што го имаат и мислат дека имаат идеален производ и дека никој не произведува како нив. Ако збориме за производство, секогаш викаат, користиме најквалитетни материјали, најквалитетен оков, германски материјали, не знам, не сме како другите. И јас верувам, значи од 99% од луѓето што кои соработувам, ја до сега никогаш не сум запознал некој човек кој што е несериозен или има неквалитетни материјали. Освен ако тоа е стратегија и се позиционирал со среден квалитет, но и таква е цената. Најчесто што се случува? Луѓето толку многу се заљубуваат во самиот производ и верувам дека ќе се согласиш, кога некој е заљубен, он функционира врз база на емоција, а не ја гледа реалноста. Или во превод, кога собственикот мисли дека всушност има идеален производ, има слепило, љубовно слепило, тоа го викаме често у консалтинг,
што всушност мисли дека колку подобар производ ќе креирам, клиентите сами ќе доаѓаат. Овие кои што немаат производство, не значи дека немаат слепило, исто и они се заљубуваат во вендорите, во добавувачите, во производите кои што ги застапуваат и истата мисла ја имаат, истиот мајндсет, само овој пат не викаат најдобро произведуваме, туку вика застапуваме најдобри брендови, најквалитетни, германски, значи истиот муабет се однесува, но што е проблемот? Мислат дека всушност колку поквалитетен производ имаш, дека луѓето ќе паднат у несвест, едва го чекаат твојот производ или услуга и тие уште веднаш ќе купат. А реалноста е дека всушност има милион работи позади, а едно од нештата е дали производот сам по себе ќе се продава или не. Ако ме прашаш од искуство, производот и услугата нема никаква врска. Добро, за да одгатнеме малку од тие многу работи, би сакала да те прашам зошто многу компании, навистина многу компании има кои што стварно имаат многу добар производ. Така. Ама немаат и добра продажба. Или не е доволно добра според нивните очекувања за тоа колку тие имаат добар производ, ама продажбава сепак не е доволно добра. Што најчесто стои позади вакви примери кога има добар производ, ама не се случува и добра продажба? Како да речеме нешто што би можел да го издвоиш искуствено, да речеме дека е тоа најчеста причина. Секако има многу причини, на сите ни е јасно, ама што најчесто стои позади тоа кога имаш добар производ и немаш толку добра продажба? Да. Од искуство најчесто забележувам, повторно ќе кажам, број еден проблем е сопственикот е заглавен во оператива, значи произведува, се грижи за робата, за испорака, за сите оперативни работи во една компанија и второ се грижи за продажба. И јас векам сега следна работа. Ако ти миксаш помеѓу две работи, тоа значи дека не можеш да се клонираш на две работи од еднаш да бидеш. За жал сме ограничени, живееме во физички свет, јас не можам сега и подкаст да бидам на подкаст и паралелно да продавам. Некаде мора да ме нема. Што тоа значи? Идентично секогаш ја користам метафората и им векам, ако немаш продажен тим, или ако не професионално некој се бави, барем едно лице, со продажба, туку самиот човек малку се бави со оперативен дел, малку со продажба, тоа е идентично како да пливаш со една рака. Значи ти со една рака само се бавиш со продажба, со другата рака се бавиш со оператива. Што и да правиме со една рака, секогаш се вртиме во круг. ВС, кога ние би имале продажен тим, поентата е на сопственикот да ги пренесе искуствата, да ги научи за производите, за услугите, значи да го пренесе своето знаење кај вработените и од нив да поставува цели, таргети, да мерат, значи да се растерети од зависноста дека ако го има него може да продава, ако него го нема, тогаш продажбата допира. И тоа најчесто како се одсликува, во еден период кој ќе се фокусираат на продажба, продажбата оди нагоре. Што му оди продажбата нагоре? Нарачките одат надоле, автоматски сега се појавува проблем во оперативниот дел, не може целосна испорака, доцнат со рокови, ресурси им се потребни, ајде уште возачи, уште во производство, уште во која било индустрија, мораат да ги решаваат проблемите, ќе се фокусираат на проблемите, автоматски нема никој во продажба и продажбата паѓа. И ако го загледаш ова на 12 месеци, како изгледа продажбата, има, нема, има, нема. И што е ова уште по-проблематично? Проблематично е што кога ќе дојде ДДВ, трошоци, што и да е, нели? Они ќе се фокусираат на продажбата, прошла опасноста, нели? Ќе се фокусираат сега на оперативниот дел. Каква порака праќаат на мозокот? Да нон-стоп мораш да работиш под притисок. Сега, кога човек и фирма работаат под притисок, тука немаме визија, тука немаме стратегија, туку приоритети, какви приоритети, каде гори повеќе. Треба пари, фокусирај се. Треба испорака, фокусирај се. Така, ако добро те разбрав, практично најголемиот заклучок е дека главно доминантно е, според моите сваќање, отсуство на права стратегија. Да. И фокус според дадените потреби и проблеми. Значи, да не речам дека тоа ако го сведеме народно е дека претежно гасиме пожари. Така. Имаме потреба од пари, се фокусираме на продажба,
И ако може да заклучиме, практично каде го даваме моменталниот фокус, таму и ги гледаме резултатите. Баш така. Така да практично би се свело на тоа дека станува збор за отсуство на вистинска стратегија, на конзистентност или во ред. Сигурно и во твоите примери на менторирани компании има и успешни компании кои што да речеме имаат можеби постојан фокус на продажбата или дедициран тим кој што фокусирано ја работи продажбата. Па од тука ми се наметнува едно прашање. Што стои позади таквите, да речам, успешни резултати? Дали е тоа стратегија или е дисциплина или е комбинација? Како повеќе би се дефинирало, да речеме, ако зборуваме за позади нешто што обезбедува, да речеме, нели, обезбедува успех, значи дека го остварува планот, да кажеме, имал план, пошто сите ние кои што работиме во бизнеси, главно фокусот ни е во продажбата, и продажбата ни е практично и генераторот на приходите. Така. И некако јас сум еден од тие луѓе кои што и како се согласува со тоа дека да е генератор на приходите, да, ама не може самостојно. Мислам, продажбата е еден дел од целиот, нели, процес. Така. Ама како би дефинирале што стои баш позади тие, да речам, успешно остварување на некој посакуван, дефиниран резултат, KPI, поставен таргет и таргетов се остварува. Што е позадината на тоа? Дисциплина, стратегија или комбинација од? Да. Може би ќе те разочарам, но јас не верувам дека има човек кој што нема дисциплина. Мислам дека зборот дисциплина е кај народот обично погрешно сватен. Како знам? Скоро на секој семинар, кога сме дошле на овој дел, тренинг небитно, секогаш сум им поставил прашање. Ако онде на 100 метри има 1.000.000 евра у пакетче, дали некој од вас ќе стане да иде да го земе? До сега не сум запознал некој да има со спуштена рака, освен ако сака да поигра, да се нашегува, но обично ќе го објаснат после, јас би сакал, ама не станав за да биде поинтересно, у таа смисла. Интересно е што секогаш на тренинзи, на семинари, секогаш доаѓаат прекрасни луѓе, така да не е лоша намерна тоа. Што ова нас најасно не кажува? Дека луѓето кога веруваат дека може да ја земат наградата, во случајот 1.000.000 евра, во друг случај продажба, раст од 50%, 100%, 200%, колку и да е, кога не веруваат, не прават акција и тогаш викаме дека немаат дисциплина, мрзеливи се и обично и самите со себе, како знам, од искуство секој ден сум со луѓе, кога ќе ги прашам, супер, а кога ова ќе ти се случи, што си зборуваш сам? Односно, кој е твој внатрешен глас? Обично викаат, ете и овде портфарли, ова се зборови кои што самите си ги зборуваат. Немаш дисциплина, треба да поработиш на дисциплина, треба да научам како X, значи да ја подобрат дисциплината. Но јас верувам дека всушност, повторно ќе се вратиме на истото, а тоа е дека немаат јасност. Значи, не сум запознал со човек кога ќе направиме јасна стратегија, продажна, која ќе ја поминеме низ бројки, кога ќе добиеме јасна маржа, од кој производ, колку услуга, колку имаат маржа, колку единици парчиња треба да се продадат за одредено време, истите тие парчиња да ги разглобинеме на дневна база. Сум имал ситуации кај што, например, поентата било за 10 пати да ја зголемиме продажбата, значи за 10 пати да ја зголемиме продажбата, и тоа секогаш го правам за да им се одгатне малку визијата, да видат дали всушност со оваа стратегија, со овие луѓе, со оваа бизнис модел можат да прогресираат или нешто треба да променат. Кога ќе ги натерам да поразмислат на 10 пати поголемо, самите работи се отвараат и сваќаат дека всушност имаат и како многу работи за промена. И сега, кога ќе ја прошириме визијата за 10 пати повеќе, имаме луѓе кои што едноставно самите не веруваат дека тие ќе стигнат до 10 пати поголем успех. И ова истото ќе го образложувам. Минатата година со групата кои што беа на Квантен скок, првата вежба што ја правевме беше да пронајдат, анализираат колку сега заработуваат, два репери да имаат барем.
Едното е колку сега остваруваат добивка, значи кеш колку носат дома, и втората е колкав промет остваруваат сега. Кога ги имаат овие две бројки, да се вратат назад само во период, пред колкав период всушност заработувале само 10% од сега тоа што го заработуваат. Ќе те фрапира. Од 10-12 се изменувам луѓе. Ниту еден од овие 12 луѓе не рече никогаш. Ниту еден од овие 12 луѓе не рече пред 20 години. Она што беше како главно беше помеѓу 5 и 7 години, значи само 5 и 7 години. Овие 12 луѓе природно ја пораснале продажбата и добивката за 10 пати. Сега им викам супер. Ако сега ве прашам, сега да ја поставиме за цел 10 пати поголема продажба и добивка, оти мора двете да ги врземе, само 10 пати поголема продажба може да сватиме дека не минус, нели? Так. Кога ќе ги врземе овие две работи и ги прашувам, сега со ова знаење, со ова искуство, со ментор, со стратегија, дали сега верувате дека не за пократко, да речеме 3-4 години, туку барем за исто, барем пак за 5 до 7 години, дека ќе дојдете на пати 10. Само еден ми рече јасно и гласно да верувам, 11 се колебаја. Сега зошто ова го зборувам? Затоа што прво се луѓе и јас уживам, секогаш му се заблагодарувам на Бог што имам прилика да работам со вакви луѓе кои што споделуваат, интересно им е, отворени се. Навистина сум благословен што знаеш и сама со какви луѓе работиме. И ова всушност ми дава уште една потврда, а ја има и у Библија и насекаде, а тоа е всушност дека кога луѓето не веруваат во нешто, тие всушност не ни тргаат да го земат истото, дали во случајот 1.000.000 евра на 10 метри, или им е 1.000.000 евра за една година, или за 5, небитно. Или во превод со други зборови, каде е опасноста, кога првиот човек не верува дека може да ја порасне продажбата, добивката, таа недоверба и несигурност го прави мрзелив, пролонгира активности затоа што не верува, никој неќе да троши ни време ни пари за нешто во кое што не е убеден дека ќе донесе резултат. Тоа се рефлектира со невработување луѓе, тоа се рефлектира со непоставување цели, планови за продажба, мерење метрики KPI како што спомена, редовно одржување на состаноци, едукација на тимот, посета на терен, што и да треба. Но каде е уште поопасно? Уште поопасно е што всушност го несвесно го саботираат и цел бизнис, односно кога ќе кажам бизнис, мислам на луѓето, или во превод, дури и кога имаат амбициозни луѓе во нивниот тим, продажен, маркетинг, оперативен или како и да е, а секоја компанија има по некој обавезно, барем половина амбициозни, всушност им праќаат несвесна порака, а тоа е дека од овој бизнис нема ништо. Или во превод, ако јас не сум сигурен дека можеме да растеме, ако јас не сум сигурен и не верувам дека одиме да ја земеме она што ни е награда, она што ни треба во бизнисот, всушност и на самиот тим им праќаме млаки, избледени пораки и тоа некои им е супер, нели, отвори врата, зеби плата, ниша е врата како викаат, но амбициозните долгорочно не остануваат во таа компанија, токму заради немањето на лидерство на првиот човек. Така. Кога вака ми зборуваш, ми се наметнува едно прашање, кое што сигурно искуствено го имаш, а тоа е кои се најчестите, да речеме 2-3 грешки кои што ги прават собствениците кога се водени, и веруваат во тоа дека може да ја зголемат продажбата. Супер. Имам свежи искуства, па ќе ти изборам без имиња, веројатно ќе препознаеш. Што се случува? Кога ќе ги поделиме луѓето обично, ако не тамо во таа компанија, каде што до вчера само собственикот ја носел продажбата, или имал еден двајца во продажниот тим, но ништо конкретно во смисла опис на работно место, метрики, планови и се останато. Обично кои ќе ги поделиме улогите, наместо да се фокусираат на својата работа,
Тие гледаат што другите прават. Што тоа значи дека повторно природно ни игра умот со нас, а тоа е не се занимаваме со својот двор, односно со продажбата, туку гледаме што партнерот, колегите, тимовите, секторите, што тие прават и обично се фокусот полека ни бега тамо. Што ова значи? Дека луѓето не се навикнати да превземат одговорност во смисла, ако јас сум директор на продажба, да се бавам со тие работи што ги бара самата, да кажам, улога, нели, во бизнесот. Ако сум менаџер, супер, чива визија проследувам, што е наше приоритети и стратегија, или ако сум комерцијалист или продавач, супер, што е тој дневен план, неделно планирање, кој што некој ми го дал, ми го објаснил, нели, а јас треба истото да го спроведувам. Што значи, што прават најчесто грешки собствениците, а тоа е дека влегуваат млако, млитаво и им е страв да донесат храбри одлуки. Што тоа значи? Па подобро да работиш прави работи и да грешиш, па од грешките ќе се вратиш во колосек, отколку да го штитиш тимот наместо да влезе во професионализам. Или во превод, од што се плаши. Ако му поставим таргет, а што ако не го оствари? До вчера функционирале поинаку, како сега од еднаш ќе го смени, нели, тој модел. Втора работа се обидуваат да играат улога на родител. Наместо да му им зададат на своите тимови, супер, еве го планот на продажба, еве ги посети, повици, што и да содржи тој, еве што мериме на дневна база, колку X посети, колку број на, како се века, телефонски разговори, без разлика што е стратегијата, и само да имаат на дневна база метрика и еднаш барем неделно да седнат да видат дали со ова однесување наше ја остваруваме целта или само се оддалечуваме, значи тоа е професионализмот, и ако сватиме дека се оддалечуваме, да, супер, нема да го прогласиме планот како неуспешен, туку да видиме кои активности треба сега овој пат да ги дуплираме. И се ова обично луѓето го сваќаат когнитивно на тренинзите кога зборуваме, ќе им го објасниме сето ова, но што всушност ги саботира, оти тоа беше прашањето, нели, што ги кочи? Ги кочи јасно и гласно искажување, затоа што се плашат, ако почнам да функционирам професионално, да не ги изгубам луѓето, да не напушти работа, да не премногу бидам круг, да не се плашат. Значи се однесува човечкото повторно, нели? Се плашам да не изгубам. Кога ќе речеме се плашам ако ги стегнам луѓево да се бават професионално, да не ми напуштат, тоа па всушност одгатува еден друг проблем. Тоа значи само дека немаш систем за регрутирање на нови кадри и се плашиш дека во твојата компанија нема потенцијални вработени, што уште еднаш кажува по уште една работа тоа е дека во овој пат луѓето не знаат како се регрутира луѓе, како се вработува луѓе и повторно се сврзани садови, но барањето проблем кај што не постои всушност не носи во лавиринт. Чи најчесто ги кучи стравот, ако добро разбрам. Стравот е кочница за се, апсолутно. Најчесто ги кучи стравот дека ако тргне, ако нешто тргне по зло, ако му откажат вработени се. Ако можам да резимирам до сега, значи во делот на обезбедување на раст, особено во продажниот процес, значи ако би издвоила неколку клучни поенти, би рекла дека прво имање на јасна визија од страна на нормално собственикот. Второ е имање на стратегија. Така. Односно во таа визија не е тоа само визија сакам, него треба да биде некоја визија во која што собственикот верува дека може да ја оствари. Меѓу другото, мислам од самиот разговор, имање на стратегија и формирање на процеси би дошло, кои што процеси подразбираат многу процеси. Значи спом на вработување, спом на следење на метрики, практично и процеси, но и системи. Тука би рекла дека следење на процеси, следење на системи. Што мислиш дека е клучно за растот е една работа. Меѓутоа, не дека е невозможен да биде постојано, меѓутоа сите знаеме во пракса дека имање на раст не значи имање на стабилност. Така. Што мислиш дека е клучно за да
кои се клучни фактори за да се обезбеди стабилност пред раст. Ако имаме стабилност, можеме и да растеме, ама ако растеме, а немаме стабилност, може да ни се случи онаа крива, која што и многу често се случува. Што значи, што е неопходно да кажеме за да се обезбеди стабилност? Прашањето е одлично, само би ти поставил под прашање, за да ти дадам шлак на тортата. Па прашањето ми е следно. Дали зборуваме само од бизнис аспект или би го опфатили и психолошкиот? Ако го опфатиме и психолошкиот, тогаш ќе се запрепастиш кој е моето мислење. Па вака, пред се прашање во е нели нормално. Јас знам дека е поврзано со психолошкиот. Тоа е апсолутно во животот се е психологија, колку и да некои луѓе го негираат, меѓутоа тоа е дефинитивно. Меѓутоа би сакала да ми го одговориш за да може да оние кои што ќе следат оваа подкаст епизода добијат одредена вредност и одредено знаење, што е клучно, освен да се обезбеди еден моментален раст, значи што е клучно во бизнисите за да постигнеме стабилност. Одлично. Кога би имал само една минута да ти одговорам, би ти рекол, позади секој успешен бизнис во како целина. Вториот одговор е, ако не е одговор, туку надоврзување. Ако собственик е жена, имам еден одговор, ако собственикот е маж, имам друг одговор, но само ќе ги смениме родовите, а одговорот е идентичен. Секој бизнис расте, колку што расте собственикот, секој собственик имплементира онолку колку што му дозволува брачниот партнер. Можем да потпишам со две раце, ќе умрам, ама оваа изјава ќе оставам. Не запознав никогаш до сега човек кој што не знае како да го порасне бизнисот. Се уште не запознав предприемач кој што не гледа како тоа може да го омасови, во смисла повеќе производи, подобра цена, подобра маржа, вработувања, да ја зголеми фирмата, било каков еден раст. Најголемата препрека е прво во првиот човек, а длабоко проблемот лежи во партнерството. Кој ќе кажам партнерство, мислам на сопруг-сопруга. Личност, предприемач, еве маж кој ќе земам полесно, маж кој што води бизнис, ако има подршка од сопруга, за него нема лимит. Маж кој што нема подршка од сопруга, за него уште денес е крај, само што го одолговлекува крајот, инаку одамна подпишал стагнирање. Овде кој ќе кажам на подршка, само да не бидам сватен погрешно. Што сметам ја за подршка? И како ја толкуваме? Се е перцепција, нели? Ќе добиеме импулс или сигнал, информација, ама како ние ја толкуваме, важи пак повторно собственикот колку расте. Значи, ако имаш сопруга која што те нервира, која што е амбициозна во смисла, нели, сака подобар автомобил, подобра куќа, подобар стан, поквалитетен живот. Иако на овој човек можеби нема да му се допаѓа незадоволството, но всушност таа е поддршката која што ни ја дава личноста. И многу браво. Притисокот е одличен мотор за оние луѓе кои што знаат да го толкуваат. За жал, моето искуство вика следно, ова доаѓа после зближување, значи одма првиот ден никој не ти го кажува. Обично од сите до сега што сум соработувал, секој еден кој што има прогресивен раст, само ова е чисто. Што сакам да кажам? Ако јас како Александар денеска дојдам со ладна глава на работа и имам намера 10 пати поголем бизнис, ако јас ова го знам, дали поддршката ми е искажана преку ручек на време, растеретен од обврски или не знам што, еве некои такви од женска енергија да зборуваме, нели? Тоа е една поддршка дадено. Супер. Ако имаме втора поддршка, кој што е незадоволство, бре, само работиш, трчаш, ова ништо не се гледа, 20 години водиш бизнис, исто и тоа е поддршка и е уште поголем мотор, но зависи како јас како личност ја прифаќам оваа енергија. Имаме машка енергија, уште поќе побргу, имаме женска енергија, стабилност, она што го кажа. Сега, што е важно за бизнисот? Иако ова малку се третира во економија, на факултети и скоро никаде, затоа што издвоени сме, како бизнисот е ова, ние не сме луѓе,
Но што гледам? Имаме луѓе кои што има перфектен брак, не во смисла фантастичен однос, туку само оваа точка ја има надминато. Значи, пораката која што му доаѓа од дома, знае да ја толкува, па да ја искористи. Во тој случај имаме стратегија, гледаме бројки, продажбата, бројките, колку производи, колку парчиња треба да продадеме. Нека е 10 пати поголема, само кој ќе ја разложиме на дневна база, наместо да има еден телефонски разговор, можеби ќе треба да има 3. Значи тоа ни дава јасност. Сега кои предприемачи го саботираат самиот раст или тежнеат кон стабилност? Оние кои што сопругите или сопругот им велат нон-стоп дома, дебре не се прибра, те нема никаде, бизнисов ти е поважен од мене, за сите трчашти дома те нема, овој човек нема шанса да расте. Идеален производ, идеална стратегија, идеален тим, нема шанса. Зошто? Затоа што дома се плаши. Овде не мислам се плаши од сопругата или сопругот. Туку знаеш од што се плашат? Разбирам. Сега заработувам 100.000 евра годишно, ме нема цел ден дома, сопругата се плаши, не се плаши, ми префрла. Како ли ќе изгледа мојот бизнис кој ќе ја зголемам за 10 пати поќе продажбава? Па ја се утепаме дома. Ова е психолошка бариера. Но всушност, ако не ја знаеме психологијата позади секој еден човек и му пристапиме индивидуално и го пропуштиме ова, ќе мислиме ние како ментор или како консултант, небитно, дека всушност не сака, дека нешто пропушта, дека, како да кажам, бараме проблем кај што не постои. Затоа е овде важна клучната искреност да се има и оној ментор или човек да знае со кого има работа. Значи, може би е многу поважно, пред да развиваме продажба, да го средиш домот. Така. Тоа ќе ми беше следното прашање. Пошто веќе ја начнавме темата и влеговме во една фаза, односно дадовме еден јасен одговор, кој што де факто е точен. Мислам, јас секогаш сакам да правам споредби на бизнисо приватно, за луѓето да добиваат поголема јасност. Да. Ути тоа истото и приватно, ако имаш желба, да речеме, не знам, еве, ајде да не ми бидат секогаш примерите со диетите, имаш желба да. Еве, не знам, да почнеш да трчаш и да кажеме да истрчаш полумаратон, да трчаш 21 км. Ако стартно ова, ако го сведеме од тоа што го разговаравме, не веруваш дека можеш да истрчаш 21 км, никогаш нема да почнеш да зголемуваш километражата, или да се спремаш, да се подготвуваш. Така да, или ако немаш поддршка кога да го правиш тоа, ако не си направиш организација да одвоиш и време за неколку пати во неделата да го правиш и тоа, нормално дека нема да постигнеш. И ме интересира во пристапот при менторирањето на компаниите. Во кој момент тргнувате, пошто тоа е јасно е дека ние сме си огледала како родители, зборам тие што се родители на своите деца. И тоа е јасно дека истото е, собственикот на бизнисот е практично гледало и на својот бизнис. Ако тој не расте лично, нема да го порасне ни бизнисот. Практично, како што собствениците работат на себе, така работат практично и на бизнисот. Во кој момент се прави точно ова анализа при менторирање на бизнисите? Да. Најдобро е да се направи уште на самиот почеток. Зошто би губеле време да помине X време, а да не дознаеме вистината, нели? Но сепак, повторно ќе кажам, секој човек се движи со своје темпо и тука е важна довербата. Ако забележиме било кој еден успешен човек, па макар и Новак Џоковиќ нека биде, еве од спортот ќе дадеме. Нема надпревар или нема интервју, а да не ја спомене менторката, како му се викаше, Јелена, или не се сеќавам. Сопругата? Не, сопругата, прва менторка што му била, уште на самите почетоци кога играл тенис. Он вели, секогаш, пред и после тренингот, тие совети ми беа злато. Истото го гледам и кај луѓето што се ментори за фитнес или за без разлика. Сите го нагласуваат едно, кој што се професионално длабоко навлезени, а тоа е дека всушност вежбата е проста,
теретаната или вежбите или како и да е се апсолутно едноставни, но како ти ќе му пристапиш на личноста индивидуално, да видиш кои му се скриени мотиви, од што се плаши, од што бега, кон што ноди, што се тие скриени работи, тоа е ствар на доверба. Кога ќе ги надминеме овие психолошки бариери, а за тоа треба да ја заслужиме довербата, значи да знаеме како да зборуваме со луѓето, како да не да се отворат, туку како да кажат, нели, што е тоа што навистина го сакаат. Има луѓе кои што не ти кажуваат што сакаат. Завиено или како и да е. Има луѓе со огромна визија, му е страв да ја искаже таа визија. Сум имал на тренинзи кај што му се суши устата или ќе пелтече, човек кој што никад не пелтече, да кажам. И тоа е интересно, и тоа е момент се гледа кога излегува таа зона на удобност, да кажеме. Поентата ние како ментори е да ги следиме доволно, нели, да се доближиме до тој дел, а да воедно и дозираме со потврда или со доказ. Што тоа би значело? Често пати имаме луѓе кои што продаваат повеќе типови на производи или на услуги. И ако идеме по просто паретово правило, а тоа е дека 20% од услугите или производите ни носат 80% приход, многу едноставно да isфрлиме тоа што не функционира. Или да се фокусираме и да се фокусираш само на 20%, нели? Па следниот период повторно ќе имаш 100%, па од тие, нели, намалуваш и доаѓаш до експертиза. На луѓето ова когнитивно им е јасно, но нели гледаат вежби, гледаат се. Но што е поентата? Ако они немаат реална математика пред нив, да види кој производ колку пари носи, колку останува, колку време се трошат, колку ресурси, значи да го докажеме малку тоа со аналитика, нели? Сега тоа е делот на бизнис. Кога на луѓето ќе им ги оформиме, кога ќе им ги совпаднеме, психолошкиот дел, поголем бизнис не значи повеќе дома да те нема, напротив, ќе те има колку сакаш, затоа што сега, ако работиш 10 часа и заработуваш 100.000 евра, ти не можеш да работиш 110 часа за да имаш 1.100.000 евра, тоа значи дека ти треба тим, системи, нов бизнис модел, а тоа значи дека сега имаш нова улога, цела компанија треба да функционира, а ти што помалку да работиш, односно нула да работиш. Значи растот значи нула време за сопственикот. Ништо нема потреба сопственикот да работи. Нека научи аналитика да чита, нека научи да делегира, нека научи да добра стратегија, нели? И малтене воопшто не мора да работи, но всушност тоа е заблуда. Кога овој дел ќе го расчистиме, а го докажеме со аналитика, кои производи, кои услуги ни носат пари, не ни носат пари, тогаш луѓето немаат проблем, донесуваат брзо одлуки. И еве ти еден екстремен пример, кој што никогаш до сега сум го немал, но сум го имал. Тоа е личност која што е на Mastermind, се уште е и после 4 години соработуваме, а зошто да не кога ќе услушнеш резултатот. А тоа е, овој човек дојде со двајца вработени, 240.000 евра годишен промет, by the way работеше и консалтинг и фриленсинг, 3 уедно. И за само една година дојде, значи година и пол, се извинувам, дојде до 2,5 милиони евра, 24 вработени и скоро нула оперативно време. Се што направивме, психолошкиот дел, аналитиката, кои продукти, кои клиенти, каде имаме заработка, каде немаме, и супер фокус само на една активност која што ќе ни донесе резултат. Не знам дали добро ти го одговорив прашањето, дали беше тоа поентата? Да, тоа и ми беше така, тоа ми беше поентата. Практично веќе би влезе во едно од прашањата што сакав да ти ги поставам, можеби имаш и друг одговор. Баш сакав да слушнам за од твоите компании кои што се менторирани. Ја не сум малку така да имаш сериозен репрезентативен примерок, која ти е една, не мора да се именува, меѓутоа мене ме интересира која е таа една најголема трансформација која што е убаво да се спомене вечерва. Една најубава... Најголема трансформација. Луда трансформација? Голема трансформација, значи луда, значи нешто што баш направило. Мислам, јас знам и сум сведок на многу, ама која е вака тебе ти е една вредна за да се издвои, само една да издвоиме. Трансформација има многу, меѓутоа која е таа една која што би ја... Знаеш во која смисла сакам да
да се потенцира. Не значи само трансформација во бизнисот по резултати. Него баш да се надоврзаме на она што веќе почна да го зборуваш, како е поврзана развојот на сопственикот со развојот на бизнисот. И еден таков пример да се издвои кој што представува баш трансформација во која што не само бизнисот, мислам нормално и сопственикот се трансформирал, ама е позначајна. Да. Тогаш ќе ти дадам 3 примери, подсети ме бројкава, намера да кажав 3, ако случајно се заборам, па заставам до првиот или вториот. А она што морам да го кажам пред да дадам било каков коментар, не знам дали ќе ми веруваш, ама во секој, буквално, во секој клиент се радувам, затоа што не постои клиент кој што немал резултат или прогрес. Значи, нема шанса некој да соработува и да доаѓа на програм и да работи 6 месеци, година, секоја среда, па резултати, па нели планови, чуда, да биде фокусиран на една работа, да нема резултат. Сега кај некого имаме драстични скокови, како овој пример пати 10, нели? А имаме некаде 60%, 100% раст во продажба за една година. Кажам што како и да е, не е малку, нели? Така. Значи, секој човек она ме интересира каде бил и како расте, она е буквално како деца, нели, кои гледаш на дланка и кога растат, и тие и самите бизниси, и секој си има своја приказна и затоа ми е интересен. Како екстреми, да кажеме, ајде екстреми ако е така, ми е еден договор од консалтинг, ќе ти кажам, каде што собственикот ми приде, сега добро, значи имал препораки и се останато, ми приде со следна работа, со следнава реченица, а тоа е вика 20 години водам фирма, пред да почнам фирмата работав све и свашта, значи се изнаморив веќе во животов, све направив, се намноживме, нови машини, нови алати, веќе не сме малку, 40 и нешто беа тогаш, и века веќе сум заморен, стварно што не пробав, више не знам, некаде очигледно грешам, и ми вика со едната реченица, кажи ми колку време ти треба да не организираш. Овде не зборуваме за расту продажба, за организација, иако се рефлектираше одма со продажба. Колку пари чини и колку време за да не средиш, меѓутоа само да ја довршам реченицата. И вика да немам потреба да влезам у фирма. Од најчесто вака луѓето кога ќе ми кажат, само внимавам на два екстреми. Дали е наивност, а фирмата му е хаос, па е желба нереална, и втора, дали навистина има создадено резултат, тим, капитал, па сега стварно е заморен човекот, више до овде му е, дај да се одморам. За 6 месеци ја средивме тип-топ, поминаа од тогаш 2017. Колку години има од тога, немам појма? 9, скоро. 9 години. И после 9 години фирмата не да е стабилна, туку и ден денеска оди уште чекор подобар, попрофесионално, кој ќе кажам, значи уште поголем број на вработени, уште повеќе објекти, уште подобри услови за работа. Бајдаве со собственикот и се дружиме веќе ете X години, колку време, човекот се случува да влезе еднаш месечно или ни еднаш месечно во фирма. Браво, ова е навистина трансформација, мислам, да. Ваша трансформација. Она што е интересно во овој случај што морам да испоменам е токму овој собственик, нормално дека не спомнувам имиња, е одговор на претходната моја теза, затоа што имаше саботирање од семејството, конкретно од сопругата. Кога ќе кажам од сопругата, не мислам дека сопругата е лоша, љубоморна или никаква негација, напротив, жена, домаќинка, одлична. Единствената препрека е што веројатно не се дискутирало отворено што е тоа што следи, тековните проблеми, знаеш како да се отвори, нели, таа теза, да се исфункционира јасно и гласно да се кажат што следува, да се добие. Или ако не, да кажеме, еве сега, имаме предприемач со мали деца. Ако он планира пати 10 и треба, не знам, следниот период, барем 90 дена да се фокусира на масовен фокус, на вработувања, на реклами, на што го ти да е, значи фокусираност, на приоритети е супер. Тоа значи дека можеби еден период ќе го нема дома на начин на кој што функционирал предходно. И доколку ова не се комуницира, дома кој ќе се врати, фокусот е, не фокусот, туку ситуацијата е
Јас за ваше добро трчам, работам, се трудам, а вие не ми цените ништо. И токму ова беше и забелешката, па морав да интервенирам дома, нели, да го објасниме овој дел, всушност дека не е ништо комплицирано, дека е само фаза, дека следен период ќе се средиме и напротив ќе биде уште подобро. И поставуваме вредности, дали на овој човек му е важно број еден прво семејството, па цел бизнис да го организираме на начин да може пак да биде дома со семејството. И постигнавме фантастичен резултат, брутално добра компанија, фантастична компанија. И уште еден пример исто имам, каде што за само 3 месеци не ја зголемивме продажбата, туку ја зголемивме добивката за 40% со зголемување на ефикасност и со претходно незванично објавен или назначен менеджмент. Значи претходно си функционирале као менаџер, ама никаде јасно и гласно ти си одговорен за тоа и тоа, од тебе барам тоа и тоа, или ме сваќаш професионализмот. Туку на програм додека беше направивме јасна поделба, јасни назначувања, се она да не се повторувам, нели, права, надлежности, одговорности, планирања. И компанијата како процвета, така што сабота ја прогласија за неработен ден, а претходно ги чинело 15.000 евра ден, затоа што зборуваме за 100 вработени, кои што треба да ги пратиш на неработен ден, значи дупла дневница. Малтене скоро секој ден имаја прекувремено, што значи за 100 луѓе по 1-2 часа на ден се врзува многу пари годишно, месечно или годишно, што значи како ја зголемивме добивката, така што не одевме на зголемување на продажба, туку одевме на максимизација на профит, и тоа е нешто што секогаш им бега на предприемачите од око. Мислат дека повеќе клиенти еднакво на повеќе пари. Напротив, моја секогаш стратегија е ајде да трошиме најмалку ресурси и напор, а да оствариме што поголем резултат. Што тоа значи? Наместо да одиме на 1000 клиенти да платат по 1 евро, ајде да најдеме двајца кои што ќе платат подеднакво, па барем ќе им се фокусираме и посветиме најдобро. Или во превод, што тоа значи? Дека често пати гледам каде луѓето сакаат уште повеќе клиенти, но всушност малку пресметуваат, а колку нив ќе ги чини доаѓањето на секој еден нов клиент, колку можат да се фокусираат и се посветат на маса на клиенти, и всушност не сваќаат дека не секогаш зголемувањето на бројот на клиенти, бројот на продадени парчиња единица, производ или услуга, дека всушност рефлектира и со добивка. Значи, зголемување на продажба без да се гледа добивка е еднакво на види, лекцијата ќе ја научи секако, само зашто да помине не знам, цела година, дуплирал промета, не заработил ништо на крај. Да, тоа се согласувам. Не значи дека ако зголемиш ревењу, дека ќе зголемиш и... Да. Ако зголемиш промет, се извинувам, дека ќе зголемиш и добивката. Да. Некој пат при иста продажба со мала реалокација на ресурси, зголемување на ефикасност, што би значило поинаку, значи дека ќе се дојде до многу поголем раст. Така беше и реченицата, кој ден денеска ја памтам, господја беше ова собственичка што зборам со 100 вработени, каде што ја зголемивме ефикасноста, а не продажбата, но добивме добивка, нели? Поголема, она рече уште при крај на вториот месец, значи не цел втор месец, а тогаш мастермајндот траеше 6 месеци, вика, за мене заврши програмата. Се ова натаму што ќе го имам ми е вели бонус. Сега зошто го кажа тоа? Затоа што тогаш чинеше 4000 евра, 6 месеци програм. А што доби она? Она доби добивка од 60.000 евра месечно. Така. Сега собери ги, помножи ги, па да видиме колкава е паралелата. И ова е еден другар имам, кој што често коментираме, ама не знае клиенти, не знае луѓе, но туку, нели, гледа од подкасти, од тестамонијали и останато, вика, добро, тебе не ти е некојаш криво? Викам, зашто, бе? Повика, овој вчера отворил фирма од 100.000 и си го дигнал на 1.000.000, однел дома 200-300.000. А ти, вика? Так. Да, но тоа е цената, нели, на успехот и секој да си знае што му е доволно, така да. Така.
Тука негде делумно одговоривме низ прашањеви на ова прашање, ама сепак би сакала да го поставам како посебно, за да се даде само поголем фокус. Сигурно често се сретнуваш со коментари од типот на Александар, ние премногу напорно работиме, ама не успеваме да направиме добар резултат. И би сакала со одговорот практично да поентираме за нешто кое што се провлекува цело време низ разговорот, дека не е секогаш повеќе, не е секогаш повеќе нешто што пропорционално расте. Повеќе работа, подобри резултати, дека никогаш помалку е во суштина повеќе. А верувам дека неблагодарно да спомнам проценти, ама ќе кажам дека повеќето кога започнуваат на програм, ја имаат оваа констатација. Напорно работиме, ама не можеме да обезбедиме добар резултат. Што најчесто стои позади ова? Да. Кога и да ми пристапи некој со реченицата многу работиме, а не се гледа резултатот баш како што сака, ја најчесто ми векам супер, тоа само значи дека не знаете што работите. Кога човек не знае што работи, он може да потроши куп напор, време, енергија, пари, ресурси, а резултатот си го кажува своето. Дали ги работиш правите работи или само глумиш да бидеш зафатен. Ако зборуваме повторно, доаѓаме до психолошки момент. Зависи секој еден предприемач во кое семејство растел. Ако имаме авторитетивен родител, а во секое семејство има, само зависи кого слушал повеќе. Таткото или мајката, односно авторитетниот и помалку авторитетниот. Значи, ако некој цел живот бил споредуван, глего брат ти повеќе јаде ти ништо, глего овој математика знае ти немаш појма, а брат ти јаде и трча и работи, а ти не знаеш ништо, види го Перо другар ти. Значи, да не комплицирам, секогаш кога авторитетна личност не споредувала со други луѓе, ние имаме чувство дека сме неспособни, а од друга страна имаме два типа на луѓе. Едните ќе тргнат во насока да се докажат, еве видиме дека вредам, и тоа се најпродуктивните предприемачи кои што прават вртоглави успеси. Секогаш причината е ова, се докажуваат на еден од двајцата родители. И ова е супер. Вториот случај е личности кои ќе се повлечат и цел живот растат, може да има и 60 години. Повторно да нема самодоверба. И што прават овие луѓе? Како деца, ако биле контролирани, напиши домашно, ќе се вратим за 5 минути, све да биде напишано. Ова е пример само еден. Ако дете предприемач денеска растел во такво семејство, јас сум родител, не велам дека јас сум совршен родител, свесно гледам што на децава конкретно им правиме, а не треба да им правиме. Иако знаеме и сме свесни, сепак и ја гледам како родител правам 1000 грешки. Зборувам реалност што е. Психолозите ова многу подобро ќе го објаснат од мене, но што сакам да кажам? Таквиот предприемач кој што растел дома врз база на контрола, цел живот работи, дали е предприемач, дали е работник, дали е менаџер, он глуми зафатен. Не знам дали сваќаме поентата. Значи, тоа е идентичниот образец како еве седам над книга, не учам ништо, ми бега паметот, ама мама и кој ќе ме види ја читам. Истиот образец го носи и у бизнис. Све нешто трчаат, работат, за да бидат всушност зафатени. Секогаш кога правиме вежба, 4 сегменти се, или да не комплицирам, само на 2 нека биде. Секогаш кога правиме вежба, ајде анализирај го денот денеска што си работел. Не мора цела недела, само денот. И запиши се, од савајле, од станување до легнување, што се си работел у бизнис. И ќе ти кажат, ова, тоа, супер. Ај сега, пиши ми до листот за секоја една задача. Која од овие задачи носи пари сега и која од овие задачи не носи пари? Одговорот го знаеш? Го знам. Најчесто 0 од задачите носи пари сега или стратешки пари во иднина, ако зборуваме за цела задача. Значи, ние може да правиме маркетинг кампања, продажна кампања, развојна кампања, како го ти да е, и да нема резултат сега, но сме фокусирани на иднина, стабилни сме, правиме прогрес.
ние може да се бавиме со задачи, нели? Пари не е сега, но е во иднина, ако е стратешки. За жал, најчесто од предприемачите кои ја правиме ова е просто едноставна вежба, само им дава јасност дека всушност не знаат кај терат. Дава јасност зашто работат напорно, ама не ги гледаат практични Така е. резултатите. Или одговорот на ова прашање би се свело, ти можеш да работиш, да бидеш најупорниот, најдисциплинираниот човек на планетава, можеш да работиш најпродуктивно од сите, само поентата е што за тебе значи продуктивност. Или ќе се дадам еден пример кој што во една книга пред 100 години го прочитав, ама ми е супер, па ми остана во на Стивен Кови беше 7 навики на успешните, кај што вика замисли првиот човек е исто со својот тим и трчаат низ шума. Во еден момент замисли дека наоѓаат пред толку густа шума што мора да ги исечат листовите за да видат да најдат патот. И вика замисли сега сите 10 луѓе со пили ги сечат листовите. Го пробиваат некако патот, нели? И сега замисли вика доаѓа до една густа шума кај што нема листа, стеблеста е шумава, ама има, нели, густа шума, да кажеме, густи дрвја. Да. И вика сега мораат да стават скали, нели? И да се поделат. Едни ќе ги сечат дрвјата, другите ова, третите тоа, нема врска. И вика што е најинтересно. Замисли колкав напор би се направило кога овие прво сечеле листови, после обарале дрвја, па ги расправале, за само да сватат дека го сгрешиле патот. Или метафората е да ја довршиме приказната, вика и ден денеска ми е врежано во глава, само ја дополнува цела ова тематика, вика, а што би значело само кога првиот човек би се качил на највисокото дрво? Тогаш би знаел каде ги носи, ќе им го каже праволински најкраткиот пат и би се искористиле најмалку ресурси, затоа што може би ќе требало само 2 дрвја да се оборат и да стигнат директно до целта. И сметам дека она што го работиме како ментори, токму всушност е нашата улога да ги искачиме собствениците на тоа дрво горе, да го погледнат бизнисот од широко 360, да видат што ресурси имаат на располагање, да го погледнат нивниот бизнис модел, дали дозволува раст, да погледнат нивниот живот како изгледа. Може треба да решиме прво домашни работи и тоа не е препрека. Не значи дека секогаш кога работиш на бизнис дека ќе те донесе на резултат. Рековме и дома имаме тежина, расправ пат. Кога овој човек ќе го подигнеме на високо, кога ќе го погледне праволински патот, каде всушност му е Елдорадо, каде сака да се движи, тогаш користиме најмалку ресурси и директно праволински стигаме до таму. Го кратиме и патот и времето. Така е. Александар, ако денеска некој бизнисмен ти се обрати со желба да ја зголеми продажбата, Добро. што е таа прва работа која што ќе му ја посочиш дека треба да ја направи? Супер. Тркам од себе, како сам себе би се советувал, затоа што верувам дека два начина, обично на програмот ги користиме. Секогаш им викам, супер, како ти би го советувал твоето дете? Кој совет би му го дал на твоето дете? Ние како родители никогаш не би сакале на децата да им дадеме лоша насока, нели? Второ, кога зборуваме за дете, малку сме попредпазливи, затоа што имаме луѓе кои што самите се глумат жртва. Значи имаме предприемач кој што е жртва, нечи на вработените, клиенти, конкуренција, значи он игра улога на жртва, нели? Се само казнуваме. Секогаш викам, кога размисли кој совет би си го дал себе си пред 10 години, или кој совет денес би му го дал на твоето дете. Никогаш не можеш да погрешиш. Когод сум им го поставил ова прашање, ми ги давале најдобрите одговори. Или во превод што тоа значи. Дали твоето дете би сакало да игра тенис од светски размери, или нешто да му биде пролазно, за сега додека учи средно или факултет, нешто да има спортска активност. Два различни пристапи. Значи, ако едниот пристап е да има физичка активност, тогаш не ни треба никаков професионализам, само да не се повреди и да му биде забавно. Ако сакаме да бидеме Новак Ѓоковиќ, ако сакаме да бидеме број 1 спортиста или број 1 предприемач, тамо има други правила. Што тоа значи? Има работи кои што самите не ги знаеме. Тоа значи, Александар ако сака да заработи 1 милион евра годишно, а не заработува, не е проблемот до Александар, до желбата. Одговорот е, Александар не знае да заработи, овој Александар сега, не знае да заработи 1 милион евра. Оти кога би знаел, тој би заработил.
Што тоа значи? Ако си признаеме сами на себе оваа теза, онамо каде што немам резултат, се е во ред со мене и фирмата, јас не знам како да го порачам тој резултат. Тоа што сме прочитале, виделе, слушнале, тоа е нула. Како знаеш дали нешто знаеш? По резултатот. Јас можам цел ден да викам дека знам најдобра торта да направам. Супер, ај прво направи тортава, па ние од страна ќе кажеме колку си ти добар у правење на X торта. Ова е најголемата заблуда што ни донесе современиот начин на живот. YouTube, подкасти, книги, литература, денеска имаме милиарда наплив информации. Како знаеш дали нешто знаеш? По резултатот. Значи, дали ти си ја совладал примерот со теретаната, имаш 100 килограми, а сакаш 60 имаш. Како знаеш дали ти си човек кој што знае да ослабе и да ги зачува долгорочно тие 60 килограми, па се гледа на тебе. Ако не знаеш, нема резултат. Што тоа значи? Ти можеш да знаеш сите можни вежби, сите можни диети, дисциплиниран да си, ама некаде потфрлаш. Значи не знаеш. Еднаш, кога ќе дојдеш од 100 на 60, го дадов како драстичен пример, еднаш кога ќе го доживееш од 100 на 60 и го задржиш барем една година 60-кава, ти сега имаш искуство. Што значи? Кого ти да се дигнеш на 100, ти знаеш како да се вратиш на 60. Прашањето е дали сакаш. Така. Исто и во бизнисот. Што е најправилната формула? Првото е да се погледа човек во огледало и да си го постави реално ова прашање. Супер. Дали јас знам како да стигнам до 10%, 50%, пати 5, пати 10, поголем бизнис од тој што го имам, поголема продажба во случајот. Ако предпоставуваш, па би направил ова, би направил тоа, би направил тоа, би направил тоа, тоа значи дека си супер како човек, само имаш премногу информации. Реалноста е, за скок пати 10, само една активност ни треба. 100, немаме фокус. Ако се повикаме на изјавата во која што тврдам дека е 100% точна, на Стив Джобс, вели стратегија не е да имаш 100 идеи и да работиш на нив. Стратегија е да имаш 100 идеи, ама на 99 да им кажеш не и се држиш упорно до таа една. Што тоа значи? Паметен човек има 100 идеи како да ја развие продажбата, ама тоа е идеја. Кога е таа идеја станува стратегија? Кога ќе се откажеш од 99, а за ова немаат храброст. Затоа што не дека немаат храброст како личности, туку немаат математика, метрики, знаење како тоа да го оформат и да го направат. Затоа логично мојот најпаметен чекор, кога јас би требало да ги советувам моите деца или сам да се советувам, а исто во што го зборувам од пракса, бидејќи цело време така функционирам, буквално од 13 години, цело време функционирам со ментори, иако на времето не ги викавме ментори, имаја други назови, но тоа е поентата. Секогаш мојот одговор е супер. Ако нешто не знам, логично прашање, кој е тој што мене може да ми помогне да го добијам истото. За да се надоврзам на истово, а да немаат луѓето мислење дека всушност ова го зборам затоа што јас се бавам со менторинг, па и супер дојдите кај мене. Не мора, напротив. Но како изгледа менторството во начинот на кој што ние работиме? Така што правиме детална анализа. Какви карактерни особини има личноста, каков е под притисок, каков е во нормална ситуација, како комуницира, како носи одлуки, како функционира, што го мотивира кога е под притисок, значи го секцираме буквално цела личност. Втора работа, како се однесува, значи првото беше како размислува, нели, мајндсет и останато. Сега зборуваме како делува, значи како функционира кога е во нормална или под притисок, како функционира кога е опуштен, да кажем. И трета работа, што е тоа што го сака да го прави во животот, па дури, значи, како да кажем, како љубов, како желба, што е тоа природен негов интерес, за некого е продажба, за некого е оператива, за некого е производство, за некого е возење автомобил, како и да е, и да ја најдеме линијата помеѓу а што е корисно за другите луѓе. Кога и мојата желба или страст е корисна и за другите луѓе, таа линија во економија се вика еквилибриум, кога зборуваме понуда и побарувачка, кога зборуваме за личност, тоа е нашата гениална зона. Сега што сакам да кажам со ова. Кога на еден човек ќе му ја одредиме гениалната зона,
што е тоа што ужива да го прави. Господ го дал, природен е за тоа. И без напор го прави супер, а е корисно за другите, што е поентата? Да го задржиме што повеќе ова да го работи, а неговиот цел бизнес да го трансформираме, да го работат други луѓе, што тоа што не представува гениална зона за него. Што тоа значи? Ако јас не сакам администрација и документи и не е гениална зона за мене, пази, за некој е гениална зона. Так. Некој ужива администрација и документација. Значи, цела компанија му ја преструктурираме за да тоа што не сака тој да го прави или таа, некој друг кој што ужива. Што добиваме овде? Вин-вин. Зошто вин-вин? Цел тим е синхронизиран, цел тим ужива во своји способности, така добиваш експертски тим, со зорт не можеш на луѓето, овој го бива, овој сметам да, ај трудите се поќе. Нешто кажува погрешно дека работи. И друга работа, кога личниот сатисфакција, нели, ја имам луѓе кои ќе кажат, Александар, пари направивме, капитал направивме, ја стварно немам никаков проблем за жалење. Мене, брат, ми е досадно више у бизнис. Значи имаме и такви крајности кои што луѓето вика, све напостигнавме, реално заситен сум, што да правам? Супер, значи треба да најдеме нова играчка. Така. Меѓутоа, што сакам да кажам? Кога зборуваме за продажба, дали првиот човек има знаење, бизнис модел, компетенции, стратегија, осмислување, се. Дали тимот негов е способен тоа да го издржи, дали знае, а сето ова бара анализа, соработка и затоа векам дека ако не е искуствено поминато, сам човек му треба 3 животи. И секој еден што мисли дека некоја компанија или нечи вртоглав успех е затоа што некој е роден од мајка таков да биде, јас ако ми верува, немам доказ, додека се моите клиенти, дадов неколку примери, само ќе кажам дека позади секоја успешна компанија, успешен предприемач, успешен спортист, стојат цели тимови кои што работаат за истото. Ако ме слушна, на секој втор твој одговор зборував психологија, економија. Дали Александар студирал психологија? Не, но маката ме натера, кога ќе видам паметен човек, зборуваме за податоци, зборуваме за едноставна стратегија, не трага у акција. Јас седам се викам, како бе човек, све му е на хартија, што не работи? За полека да сватам всушност дека чекај, имаат луѓето ментални бариери, има нешто што се плаши, има нешто што го саботира. Тој микс на менторинг, коучинг, консалтинг и психологија, збирот на сите нив, мислам дека немаш друго место освен Mastermind каде да го најдеш заедно. Не дека го фалам како најболи програм, само мислам дека малку луѓе имаат во животот добиено патот кој што сме го граделе и јас и ти и луѓето кои што се на и Милан и останатите, каде што имаш огромно искуство, си се качувал трпеливо по степениците, по скалите на успехот, хиерархиски, каде што сме имале добар репрезентативен пример, значи не стои позади тебе само една фирма, стојат куп компании, позади мене стојат 76 како консултант, не бројам ова тимбилдинзи чуда, така ќе бидат 300, што значи дали некој реално предприемач има реално можност да 10-20 години се посвети само на продажба, 10-20 години само на менеджмент, 10-20 години само на оперативен дел, 10-20 години само на финанси. 10 животи ни треба за да составиме една самоуправувачка компанија. И второ, кој предприемач доаѓа од конкретно образование? За волја на вистина, моето искуство е уште покомплицирано, кај што викам, не познавам успешен на програм до сега, или собственици од било кој начин со кој сме работеле, ниту еден собственик не познавам, кој што има вртовлаглави успеси, а има економски факултет. Знаеш што е реалноста? Имаме топ собственици, кои што едно учел, а друго работи, кој што не му е по струк. Не викам дека економистите се лоши. Туку зборувам овие собственици кои што започнал, работел некаде, па почнал истото да го продолжи да го работи, или работел фриленсинг, па почнал да работи, да ја гради фирмата. Онаа радозналост, нели, кон подобрување, кон притисок од финанси и растење на фирма, нив ги направило да влезат во длабочина. Имаме и луѓе кои што мислат дека премногу знаат, тие премногу информации што ги имаат всушност сега ги саботира. Затоа на здравиот патен мислам дека не можеш да најдеш на друго место
толкаво искуство, толкаво знаење, тимска соработка, затворен круг на предприемачи 10, 20, 50, колку и да се, кои што цело време те поддржуваат и помагаат како на програм. А кога сме кај програмот, сега нема уписи, така да и некој да сака нема како, но е супер прилика за луѓето кои што сакаат да видат барем како изгледа, што работиме, како работиме. By the way, темата ни е токму на ова што зборувавме сега на продажба, така да имаме два последователни вебинари. Тоа е на 24 и на 26 овој месец, чинам дека беше вторник и четврток во 17 часот, каде што ќе зборуваме кои се најзначајните работи за продажба и за растење на продажба од стратешки аспект. Не зборуваме финти тактика, тоа е нешто сосема друго. Како предприемачи сметам дека треба да работат на стратегија, а не на тактика. Тактика е за менеджмент, вештини се за продавачи. И вториот дел токму на 26-ти, каде што ќе зборуваме супер, а како да го развиеме продажниот тим и како да всушност ја превземат одговорноста, која е тенката граница, како тоа да се искомпензира, за да биде всушност и забавно и корисно за целиот продажен тим. Оти види на крајот на приказната, ако сме себични и мада со такви сопственици не сме во работа, ако размислуваме на крајот на денот, а што овде има само за мене, тогаш само сме ја промашиле работата во бизнис. Подобро е да видиме само вработен, па супер работа и тоа е нормално. Меѓутоа кога имаме тимови, мора да размислуваме супер, а како се растат луѓето, а како тоа финансиски да влијае на нив, а како тоа да го компензираме. Значи сега фокусот како лидер ние на тимот, а не на нас, односно колку тимот расте, толку заработува, толку приходува, но така и ние заработуваме како компанија крајот на денот. Се надевам дека не зборував премногу. За да можеме само да го завршиме разговорот, а да дадеме контекст и на овие вебинари, можеш ли за крај само да ни кажеш како можат луѓето да пристапат до тие вебинари, што треба да направат, за да може да се пријават и да ги следат? Супер. Значи, доколку никогаш не биле претплатени на newsletter. Newsletter е форма каде што најмалку еднаш неделно ми испраќаме на луѓето мејл и ги известуваме со иновации, со новитети, материјали, споделуваме искуства. Тие луѓе кои што се на newsletter секогаш им праќаме и се известени дека има вебинари, тренинзи бесплатни и останато, така да тие се во тек. Значи ако никогаш некој не пристапил, тогаш линкот под видео може да го поставиме. Најлесно можат да се регистрираат, а оние кои што се веќе на newsletter, не е лошо и тие да се пријават, оти некојаш може во спам, во джанк, па така да, супер. Резиме, линкот под видеово, ќе го поставиме наједноставно. Александар, ти благодарам многу за вечерашниот разговор. Се надевам за сите кои што сакаат повеќе да слушнат на оваа тема продажба и раст, ќе се пријават на newsletter и ќе бидат присутни на вебинарите кои што следат на 24 и 26 март. Поздрав и до гледање. Благодарам.